председателе. Почитувана колежке Марија Ангелова, зборувавте за буџетот 2023, но според мене овој буџет воопшто не е реален. Напротив, овој буџет е надуен како балон. Најголем досега со рекордни 5,3 милиарди евра. Имаме висока инфлација од 20%, што значи дека буџетот е инфлаторен. Не се базира на раст на економијата, туку на инфлацијата. Понатаму зборувавте за раст на пензии. Почитувана колешке, растот на пензиите е поради промена на формулата за пресметување. 50% раст на просечната плата и 50% раст на трошоците. Што значи дека инфлаторен е. Тоа значи дека немаме реален раст на пензиите. Во услови на економска криза, проследена со речиси двојно зголемување на цените на основните прехранбени производи, на струјата, на горивата, понижувачки е да се фалите со покачување на пензиите. Спомнавте понатаму раст на платите. Во суштина ние немаме раст на платите во нашата држава. Ние имаме усогласување со минималната плата, затоа што 8 месеци имавме осогласување на платите во разни институции. И тоа не во сите институции. Имавме покачување само во детските градинки со 15%, додека во другите институции имаме само осогласување со платите. Што е исто така деградирачки за одреден број вработени, затоа што 8 месеци група на вработени примаа плата под минималната плата. Значи не примаа ниту 18.000, туку напротив 14.000, 15.000 и 16.000. Имаме зголемување, но имаме зголемување кај корисниците на гарантирана минимална помош и кај корисниците на помош и нега од друго лице. Додека вие ја водите власта, бројот на корисници на гарантирана минимална помош е зголемена од 32.000 на 36.000, а бројот на корисници на помош и нега од друго лице од 25.000 на 45.000. Кажете ми, дали овие податоци се реални и нормални? Во регионот сме први по сиромаштија. Податоците на Државниот завод за статистика покажуваат дека над 452.000 граѓани живеат под прагот на сиромаштија. Почитувана колешке, имате предимenzionиран буџет, дефицит кој е надвор од сите рамки на одржливост, буџет кој не се совпаѓа со реалноста. Контрреплика Марија Ангелова.